Иако веќе 3 години е разведен со сопругата, од Центарот за социјални работи од Прилеп не му даваат решение кога може да го гледа своето дете. Голготата на прилепчанецот Сашо Ѓелев започнува во 2016-та, кога според него бил изигран од неговата сопруга, да се потпише на документ за пасош дека детето мора да оди на лекување во Србија, а сопругата од Србија практично бега со детето во Црна Гора и не се враќа повеќе. Година и пол помина, јас воопшто немав ни контакт со незе, ни има видео, ни детето ги има видео. А во меѓувреме одев во Центарот за социјални грижи, каде што барав средби и тие ми известуваја цело време дека не можеле да ја најде, јас да му најдам адреса. И јас појдов полиција ми рекла Центарот треба, донес допис. Во Центарот, одам Центарот, ми вика ние не полицијата треба. И само ме шетаја, повративе. Не знаев кај да одам едноставно. За прв пат после оваа случка своето дете Ѓелев го гледа дури после година и половина. По година и пол јас случајно го догледувам моето дете на улица. Значи случајно. И можете да мислите каква драма беше тоа. И мислам што се случи тогаш. Јас одма појдов по нашите институции, Центарот ми вика мене дека јас требало да ја најдам телефон да му најдам. И јас му предложив луѓе, јас не сум полицаец да ја барам нез. Поднесол кривична пријава против сопругата за одземање на малолетник. Основниот суд носи пресуда дека таа е виновна. После тоа, таа се жали на одлуката. По 2 години судски лавиринти се носи нова пресуда, дека таа практично не е виновна бидејќи немало се уште решение за тоа кога Ѓелев може да го гледа своето дете, а со тоа таа не направила престап. Јас моето дете ги имам видено само кога имаме судење. Значи тоа е срамота. Детето свое да го гледаш само и да се молиш судење да има, за да си го видиш детето. Да има средба со него и 2-3 часа. Од Центарот за социјална работа истакнаа само дека се запознати со случајот. Работеле на него, но не можеле да кажат ништо повеќе заради заштита на идентитетот на детето. Очекувале наскоро разврска која ќе била најдобра за малолетникот. Ѓелев пак бара помош од Министерството за социјална работа да интервенира за побрзо решение на случајот.